Добар ден, криптоентузијасти. Денешната презентација е готова, но материјалот за истата е огромен. Значи, успеав да ја направам, ми треба некои добри 4 часа, но она што мораме да го разбереме е дека едноставно материјата е премногу голема за да се направи на едно видео, така да ќе мораме денешното специјално неделно видео да го поделиме на два дела, со тоа што следниот дел потенцијално ќе го добиете во текот утрешниот ден или најкасно во вторник, во однос со тоа како ќе имам време да го обработам, значи да го снимам ово видео, со тоа што го поделивме ова на две солидни целини, каде што нормално првенствено според вашите гласови денеска зборуваме за блокчейн технологија во реалниот свет. Значи уште еднаш да, ова веќе го имаме обработено како видео, да, може да го најдете на нашиот канал, многу едноставно, нели само влезете во плейлистата за фундаментална и техничка анализа напредна и ќе го најдете исто тоа видео на друг тип на формат, но со оглед на фактот дека мораме да ги припремиме овие содржини за нашиот англиски канал, одлучив дека како повторување овие 10 најбитни, да речам, видеа кои што ги преработуваме во презентација, ќе ги презентираме повторно на македонската јавност, потенцијално и луѓето да се потсетат, затоа што многу од овие теми се и доста стари и се направени пред многу време на нашиот канал, потенцијално дури и 2 години, така да добро е да се направи малку рефреш и така речено да се обноват овие теми, со тоа што ќе бидат, како што веќе кажав, прво достапни на македонците, на овој начин како што моментално тоа го правиме преку презентација, а истите потоа ќе бидат достапни и на нашиот англиски канал за оние кои што сакаат да следат нашата материја на англиски, не сите знаат македонски, но како и секогаш македонците први ја добиваат оваа материја. Сега, според вашите гласови денеска ќе направиме видео за блокчейн технологија во реалниот свет, односно каде се користи блокчейн технологијата, со тоа што како успеавме да го поделиме овој материјал, го поделивме на два значителни дела на, да речем, технологијата, каде што во првиот дел зборуваме за governance и institutions, односно блокчейн кој што се користи од владеачки структури и институции, без разлика дали е банка, дали е влада, дали е Министерство за едукација и така натаму. Битно е дека ова е тип на блокчейн кој што моментално се користи од страна на државата практично или пак на овие државни субјекти, додека потоа вториот дел ќе биде веројатно многу поинтересен за вас, for commercial use, односно блокчейн кој што се користи за комерцијална употреба од страна на приватниот сектор, така речено, нели, целиот овој приватен сектор и начини на кои што се користи самата блокчейн технологија. Сега, како што веќе кажав, првиот дел од нашата презентација ќе биде буквално тоа, значи најосновните начини на кои што се користи блокчейн технологијата во секојдневната работа на, да речем, една држава, со тоа што, значи, јас овдека ги одделив оние најбитни, да речем, делови кои што во оваа ситуација би имале свое место. Како што може видите, првата е Smart Cities, односно IoT или Internet of Things, тоа што сите овие категории се имаат и така речено одредена валута која што ја земаме за пример со реални, да речам, исечоци од вести дека постигнала ваков тип на соработка со, да речам, одредена земја, каде што ја застапува оваа технологија или пак го решава проблемот кој што и е потребен на оваа земја да биде решен. Така, значи на тој начин ќе може да видите дека не е ова само идеја, туку дека на вистина приватни блокчейн проекти учествуваат во решавање на проблеми од, да речем, владење на во оваа ситуација институции или владеачки структури. Сега, значи како што може да видиме, овдека ги имаме сите најосновни категории, ќе ги обработиме една по една. Потоа ни е следење на вакцинација, ова е нешто што досега беше направено со прост пример, нели со соодветна така речено намена во текот на ковид пандемијата и затоа и можеме да го земеме како пример затоа што ова може да биде применето на се. Значи не мора да биде само вакцинација, не мора да биде вакцинација во пандемија, може да биде следење на болести, може да биде следење на начин на администрирање лекови и така натаму, значи може да биде користен за било каков тип на медицински потреби кога станува збор за статистика или пак за водење, така речено, редослед дали нешто е направено и на кого е направено. Реализирање на демократско право на избор, валидација на едукациони и професионални квалификации, катастар на недвижности, системно паќање на вработени, централно банкарство CBDC,
и лична идентификација. Ова е само досега, се разбираме. Верувам дека има уште многу, но овие се главни и најголеми кои што успеав да ги најдем и кои што можам да ги презентирам за вас денес, така да верувам дека истите ќе ви дадат малку по јасна слика дека на вистина блокчейн технологијата не е табу тема и се користи секој ден. Дури и многу пати, сигурно сте ме слушнале кога го зборувам ова, дека се случува да вие користите блокчейн технологија, а не ни знаете. Прв пример за тоа е буквално Smart City, односно IoT технологијата. Internet of Things. Што представува Internet of Things? Представува било каков тип на направи кои што преку сензори, софтверско процесирање или други технологии се поврзуваат со други направи преку интернет. Така. Без разлика дали е тоа вашата вага, која што преку Bluetooth се поврзува со вашиот телефон или преку Wi-Fi, или пак се тоа некакви алармни уреди, или пак вашиот автомобил, потребно му е GPS, па се поврзува, не мора ни да биде интернет, значи многу пати ова се случува да биде и на GPS ниво или пак на Bluetooth или друг тип на технологии, затоа и така е запишано. Значи ова се уреди кои што практично им е потребна комуникација со други уреди, се разбираме. Пак ќе кажам, до вашиот Apple smartwatch, до вашиот телефон, па тоа се нели најчесто употребувани, па до вашиот смарт телевизор, значи буквално звучник, сето тоа има потреба од некаков тип на интернет или друга конекција. Која што во оваа ситуација, на пример, еден од најголемите и најдобро познатите примери е HNT, односно Helium. Helium е еден многу интересен проект кој што, како што можеме да видиме, има покриеност дебела. Значи, што тоа значи? Helium функционира на начин што ова се така речено уреди кои што може да ги поставите и вашиот интернет да го делите со ваков тип на уреди кои што имаат потреба од GPS интернет. Односно, како што кажав, без разлика дали е тоа вашиот часовник, дали е тоа вашиот автомобил или електронски скутер или така натаму, сите овие направи имаат потреба од GPS, така, значи тракинг и така натаму, сето тоа се прави преку овие преку овој GPS, да речем, сообраќај. Со тоа што во оваа ситуација вие практично го споделувате овој интернет кој што го имате за да им дадете GPS на сите овие уреди и тоа го правите, погледнете. Значи оваа мрежа на Helium е развиена, погледнете. Цела Европа покриена е практично од оваа мрежа. Истото можеме да го видиме за најнаселените места во Америка, односно самата обала. Ова само како пример го земав, ова е нивна активна мапа, каде што може да видите колку само голема покриеност имаат. Затоа ја нарекуваат The People's Network, односно ова не е централизиран тип на воспоставување на мрежа, се разбираме. Значи ова го прават доброволци како јас и вие, кои што би си купиле ваков уред, кои што ќе го постават и за ваквото споделување на вашиот интернет, не интернет како Wi-Fi, туку интернет како интернет кој што може да го користат овие направи со цел да функционираат или да добиваат информации или пак да комуницираат со други направи. Со тоа што кога ќе го поставите, вие за тоа што го споделувате вашиот интернет, добивате одредена количина на HNT токени. Погледнете за овој кој нормално имаме направено соодветно видео, како и соодветната категорија Internet of Things. Нема да нарогуваме премногу, но чисто како за пример го земав овој дел овде, кој што може да го погледнете, а тоа е Скопје. Значи ова е мапата на Скопје, ова е практично самиот центар, каде што може да видите само во Скопје, во секој од овие квадрати, во однос тоа која е бројката, толку мајнери има. Се разбираме? Тоа се овие нодови, така речено, кои што споделуваат интернет. Значи погледнете. Со тоа што HNT моментално во Америка толку многу порасна, што сега и самиот не само што нуди GPS бесплатен, туку дополнително сега нуди и за многу мала сума на пари интернет. На сите они кои што сакаат практично да користат интернет преку оваа мрежа, која што е децентрализирана. Така да, чисто да ви кажам дека нели не мораме да чекаме ние тоа да ни го даде некој провайдер како T-Mobile, се разбираме, тоа може да го направи и самата децентрализирана заедница, како што во оваа ситуација тоа е случај со HNT. И нормално ова е за governance, затоа што на крајот од денот буквално и самите служби, односно да речам она владина инфраструктура без разлика што е, ги користи сите овие работи, се разбираме. Значи ова е за секого. Internet of Things или ваков тип на да речем нодови не дискриминираат, така. Што значи дека се користи од секого и е наменето за секого, вклучувајќи во оваа ситуација и сето оно што представува да речем governance во една земја, така. Сега, следната работа која што како што веќе спомнавме е тип на централизиран блокчейн. Зошто е ова битно? Затоа што овој централизиран блокчейн е директно
под собственост и целоса контрола на еден ентитет најчесто. Значи не сум видел ја децентрализиран блокчейн за тракинг, но овдека само ги земам овие артикли да видите дека значи ова е нешто што беше така речено функционално во текот на целата ковид криза. Ова се неколку различни ова би биле списанија за наука кои што буквално потврдија тоа дека блокчейн моментално се користи за да се прави тракинг на тоа колку ковид вакцини, каде се доставени, кој ги примил, значи вие едноставно имате целосна база на податоци која што прво не може да биде променета, тоа е најдобриот дел кај блокчейнот, второ е транспарентна и секој може да ја види. Нормално во оваа ситуација кога станува збор за централизиран блокчейн не е така, но генерално блокчейн технологијата ви го дозволува токму тоа. Како и да е, ова е уште еден показател дека централизираните ентитети можат многу позитивно доколку сакаат да искористат оваа технологија, затоа што на овој начин они може да видат, нели, прво целосна статистика за тоа колку дози се искористени, што е вакцинирано, што не е, каде треба повеќе да се вакцинира и така натаму, така да ова е на некој начин доста добар начин на статистичко следење на доставата и користењето на вакцините, а нормално потоа се значи буквално имаше ситуации во кои што и самите сертификати за вакцинација беа издавани преку блокчейн кои што не може да бидат фалсификувани, што значи дека треба да примите вакцината за да добиете ваш NFT практично сертификат кој што потврдува дека вие навистина имате оваа вакцина. Да не забораваме, ово може да биде искористено и крајно негативно, значи посебно кога станува збор за нашите влади, не само нашата, него генерално, не постои моментално влада во светот која што ова не би сакала да го искористи негативно, да бидеме јасни, но реално технологијата нема негативна или позитивна технологија. Постои технологија. Како ја користи човекот, тоа е веќе друга ситуација. Така да уште еднаш технологијата не е крива што човекот е животно, практично. Се извинувам на животните. Што човекот е буквално ретард, реално. Значи секој кој што има моќ ќе се обиде ова да го искористи на најнегативен начин, да бидеме јасни. Сега, следна интересна работа која што мораме да напоменеме со конкретен пример нормално е реализирањето на демократското право на избор. До сега не постоел начин за да се воведе целосна демократија се додека немавме блокчейн. Зошто го велам ова? Значи, што е на вистина или вистинска демократија? Вистинска демократија е кога за секоја одлука во општеството учествуваат сите учесници во овој општество и одлучуваат заедно и равноправно. Се разбираме? Нормално, ние сега тоа веќе не го користиме, ние имаме представничка демократија, каде што ние бираме морони, кои што после во наше име одлучуваат и прават глупости. Така, значи да биеме реални, тоа е ситуацијата моментално, почнувајќи од нашиот парламент, па влада и така натаму, значи ние буквално се надпреваруваме кој ќе избере поголем морон за да направи што поголема глупост кога ќе дојде на власт и да украде што може повеќе. Реално така функционира моментално. Сега, со оглед на фактот дека оваа представничка демократија е само еден класичен башибозук, блокчейн или пак вас верувам ако сте запознаени со оваа технологија, ви се познати DAO организмите на секој од овие блокчейни, кои што практично представуваат децентрализирана автономна организација, каде што секој во однос со тоа колку токени има, може да гласа и да одлучува за тоа како понатаму ќе се развива самиот проект. Сега моментално истото тоа можеме да го примениме и на едно општество. Пример за ова е нормално Cardano, каде што пред само неколку месеци, во април може да видите и сами, неколку држави во Америка, затоа што знаат дека следат претседателските избори, избраат да побараат на Cardano да им направи блокчейн децентрализиран систем за гласање, кој што е, пак ќе кажам, децентрализиран, кој што не може да биде фалсификуван, каде што секој да речем граѓанин од оваа држава ќе си има свој NFT, практично со овој NFT он ќе може да гласа за една, друга или трета опција, се разбираме? Значи дека нема начин како да го фалсификувате тоа, освен да му ставите на овој човек пиштол на глава и да му кажете мора да гласаш така, се разбираме? Значи, освен ако он сам не одлучи да го злоупотреби ова право, државата не може никако да го злоупотреби ова, затоа што не станува збор за државата. Cardano, каде што треба да биде интегриран овој систем за гласање, е целосно децентрализиран блокчейн кој што не може да биде инфлуенсиран од ниту една држава. Немате кого да инфлуенсирате, се разбираме? Значи блокчейнот е целосно децентрализиран и вие да сакате не можете да го инфлуенсирате затоа што поголемиот дел од овие луѓе кои што учествуваат во самиот блокчейн вие не знаете ни кои се. Затоа што ви се представени со само една адреса, се разбираме. Така да уште еднаш ќе напоменам,
ова не е случајно и тоа зборуваме за неколку сојузни држави од Америка кои што побараа буквално од Cardano да направи посебна блокчейн платформа за да практично го реализираа тоа гласање за следниот следниот претседател на Мурика. Сега, исто така Cardano, значи се реално неколку примери имаме од Cardano затоа што се доста познати и не се баш нови, значи веќе се функционални, па затоа и сакав да ви го покажам тоа. Значи следната, како што кажавме, да речем, битна функција која што ја обавува нормално институции и органи на власт, се буквално едукација и да речем професионално квалифицирање на работници, студенти и така натаму. Со тоа што во денешно време знаете и сами, почнете од кај нас дома, значи Дуи е фабрика за лажни документи, заедно со нивниот Штулов, што и да е тоа дувло на нели пештерски луѓе, кои што моментално буквално принтаат дипломи, што сакаш нема проблем. Во исто време можеш да бидеш и доктора науки по квантна физика, можеш да бидеш и политиколог, во исто време ако ти треба можеме и за бербер да ти издадеме документи, па кога веќе ви е познато тоа и знаете како функционира, нели, пазар на купување документи, со ова решение такво нешто веќе не може да се случи. Односно, секоја од овие едукациони институции мора да стои позади оваа диплома која што ја издала, со тоа што сите овие дипломи, не само дипломи, туку и до најмалата оценка која што вие ја добивате, да речем за некоја, не знам, писмена работа, домашна работа и така натаму, сето тоа ќе биде така речено интегрирано во вашиот NFT, затоа што вие ќе имате ваш NFT, кој што ќе се надградува со тоа како вие практично напредувате во вашата едукација и многу лесно потоа вие може да го користите ова во вашето CV, ова ќе ви биде CV, вас CV не ви треба, се разбираме. Затоа што не само во оваа ситуација едукационите институции, туку понатаму практично вие можете овие, да речем, квалификации професионални во однос со тоа дали сте се надградиле со некоја, не знам, програма, курс или пак вашиот работодавач сака да ви издаде моментално некоја препорака, сето тоа ќе биде практично дел од вашиот NFT на блокчейн технологијата, која што е ваше CV. Не може да биде избришано, откако веднаш ќе биде веќе напишано, се разбираме. Што значи дека и сите негативни и сите позитивни ствари ќе се наоѓаат токму на овој NFT, кој што вие утре кога ќе сакате да најдете соодветна работа, ќе може да го демонстрирате и секој јасно да види кои сте, што сте и што до сега сте успеали. Така. Значи ова е крајно демократски и да речем генерално позитивен начин за да навистина не дојде до ситуација, нормално верувам дека секој од вас споминал низ тоа. Средно или факултет, наједнаш посебно во средно, вие добивате петка, сте се убиле од учење, а до вас некој морон на тате и на мама, пошто тате му е директор, а мама му е управник, како што вика, нели, песната на Студени нозе, и наједнаш он има петка. И вие почувате професорка, чекај, како он има петка, ја имам петка. И он вика, ама твојата петка е многу подобра од неговата. Да, ама работодавачот не го знае тоа, се разбираме. Така да, оно што сакам да ви го кажам е дека на овој начин веќе нема фалсификување. Односно, верувале или не, и шиптарите во Македонија ќе мораат да почнат да учат. Извинете. Јас се извинувам што ви наштетивме вака што мора да се едуцирате. Како и да е, значи ова е само еден пример дека Етиопија, не е ова во Мурика, туку Етиопија, така, во Африка, е онаа која што моментално ова го презема за својата едукација, за својот едукативен систем, образовен систем, што е крајно позитивно, се разбираме. Значи, верувале или не, и овие од третиот свет може нешто паметно да направат. Сега, следна интересна работа која што морам да кажам дека е светска, е катастар на недвижности. Катастар на недвижности е можеби една од оние најдобри примери за тоа како може блокчейн технологија да помогне во така речено реализирање на ова право. Зошто го велам тоа? Па во катастар колку само манипулации има. Па во катастар само колку документи снемало до сега, да не навлегувам. Од друга страна, каде е овдека запишување на право, запишување на забелешки, нотарот има право, извршителот има право, судски случаи и така натаму. Нема ништо подобро од катастарот да биде буквално збир од NFTs.
каде што вие имате лично право врз овој NFT, Non-Fungible Token. Ако не знаете што стана збор, погледнете, имаме и за тоа направено видео во нашиот курс, односно за разлика од другите блокчейни, на кратко, како што е на пример Cardano, каде што сите токени се исти, истото можеме да го кажеме и со Matic Pol, овој што моментално го гледате Polygon. Овдека имате уникатни токени кои што се, иако се исти, значи тоа е како да имате, која е разликата? Значи тоа е исто кога имате монета од 1 денар, така. Без разлика колку монети од 1 денар имате, иста вредност има, така. Сега, кога овие монети од 1 денар ќе ги ставите дигитално, они се еднакви, нема никаква разлика, така. Ама, ако една од овие монети вие ја земете, така, и на пример направите засек на истата, она и понатаму ќе вреди 1 денар, но ќе биде уникатна, затоа што не е иста како останатите. Што сакам да кажам во оваа ситуација? Иако овие, да речем, токени ќе бидат исти, значи они ќе бидат на истиот блокчейн, иста технологија, нема да имаат иста вредност затоа што се уникатни. Затоа, на пример, како почеток, можеби сте виделе, можеби не, значи без разлика дали е Bored Ape Yacht Club или пак CryptoPunks, тоа беа првите колекции на NFT токени, кои што практично сите тие се исти токени, но кога ќе ги погледнете имаат различно лице, се разбираме. И затоа има некои што се поскапи, некои што се не толку скапи. Некои се поуникатни, ги има многу помалку, некои ги има многу повеќе. Така, во оваа ситуација секој од оние NFTs ќе биде уникатен и ќе представува вашата недвижност. Што значи дека прво ќе се елиминира огромна администрација која што стои позади овие органи, затоа што кога целата оваа, да речем, документација, сето она што моментално представува катастарот, ќе биде трансферирана во NFTs на блокчейн, значи вие веќе немате потреба од тракинг, се е на блокчейн, се разбираме. Дури и да ви го изгубите компјутерот, не знам, се запалил, поплава, како прават моментално кај нас од влада. Кога нешто не ви одговара, поплава, се поплавила архивата, немаме документи. Нема бато така веќе, знаеш зошто? Затоа што целата оваа архива моментално е на Polygon. И вие не можете ниту да ја запалите, ниту да ја поплавите, ниту случајно да ја изгубите. Што значи дека веќе нема манипулации, се разбираме. И кога целата оваа, да речам, мрежа од недвижности, целото оние мапи и сите овие документи ќе бидат зачувани како NFT на блокчейн, автоматски нема веќе никакви манипулации. Се знае кој што поседува и додека он сам не одлучи да ви го даде својот NFT, вие немате право врз таа недвижност. Сега пак ќе кажам, ако дојдете со пиштол на глава, тоа е веќе друга ситуација, но блокчейн толку може, се разбираме. Значи да спречи било каков тип на манипулација, затоа што тогаш веќе е надвор од рацете на овие органи кои што имаат присила на своја страна. Зборувам за влади и така натаму, се разбираме. Они не можат да го сменат тоа колку и да не им се допаѓа, се разбираме. Значи ако вие го поседувате тоа, и тука завршува приказната. Не ви можат ништо. Така да ова е крајно позитивно и многу лесно ќе биде, значи вас нема да имате потреба од нотар, па освен нотарска заверка треба геодет, па да го премери, па да даде, не. Значи кога еднаш веќе е ставено како NFT, тој тип на недвижност, вие може многу лесно да го префрлите, не ви ни треба катастар. Што значи дека јас можам да седнам со вас, да се договорам, да ви кажам, сакам да го купам станов, ти ми викаш 20 етериум, јас ти буквално пракам 20 етериум на твојата блокчейн адреса, ти мене ми го пракаш NFT и во денешно време дури дојде до ситуација каде што NFT може да биде користено буквално како клуч. Што значи дека јас идам си отклучувам оваа врата и сега овој стан е мој, затоа што јас и ти сме направиле размена на практично добро, се разбираме. Значи ние сме размениле добра еден со друг и никој не може тоа реално ефективно да го спречи. Така да гледаме дека Индија моментално преку Polygon се обидува да го направи токму тоа, односно замислете Индија колку голем проблем би имала со катастар, каде што целиот катастар сега почнува со неколку градови како што успеав да видам таму, не е само Polygon, има уште еден мал проект кој што се нарекува Airchain, но во оваа ситуација Polygon е побитен затоа што верувам дека поголем дел од се тоа ќе биде направено на Polygon, каде што истиот ќе биде заложен да ја трансферира целата оваа мапа, целиот овој катастар на нормално блокчейнот на самиот Polygon. Следен интересен дел за кој што ќе разговараме е системот на плаќање на вработени. Значи, со оглед на фактот дека сега ви е потребен масивен систем во кој што вие треба да дадете налог, па тој да помине преку сметководство, па да биде издаден, па потоа овој налог од сметководство треба да биде даден на банката, па банката да ги прати овие пари на сите сметки на вработените, па потребни се 2 дена ова да се процесира, за конечно на 15 наредниот месец вработените да ги добијат своите пари.
Еве ви прост пример дека не мора тоа да биде така, значи до сега имавме 2, 3, 4, 10 ситуации, сега не мора да ги ставам сите нормално, каде што, значи прво, уште во 2021 година, за да ги ставам и датумите, за да знаете од кога се тоа се случи, значи ова не е од вчера, гледаме дека веќе оваа практика се случува некое време, каде што во 2021 година официјално, значи градоначалникот на во оваа ситуација на Мајами беше првиот, да речем, политичар со таков висок чин кој што одлучил да зема плата во крипто, односно во блокчейн, нормално во оваа ситуација во биткоин. Потоа истиот овој пример го следеше и градоначалникот на Нью Йорк во 2022 година, за денеска веќе да биде нормална пракса во Америка, посебно на администрацијата, да им се понуди доколку сакаат да добијат потенцијално и плата во блокчейн во оваа ситуација, нормално во биткоин. Сега, ова не е во сите земји, но се случува, веќе многу пати сме го виделе како пример, со тоа што е уште една интересна, да речем, нова вест, која што добивме на 19 август 2024 година, каде што Дубај официјално ги признава криптовалутите како тип на плаќачко средство за плати. Значи дека официјално било кој приватен субјект, без разлика дали е физичко или правно лице, може да користи криптовалута за плаќање на своите вработени. Крајно позитивно. Така, само што еве да ви покажам овде кај интересен артикл од Forbes од 2022 година, вели работниците од сега ќе можат да бидат плаќани во биткоин или криптовалути во превод. Значи се очекува дека во 2022 година тоа ќе биде као веќе пракса. Да, и веќе е пракса, и тоа посебно оние струки како програмери, девелопери и така натаму, они се постојано плаќани во криптовалути, а посебно кога станува збор за блокчейните сами по себе, значи поголемиот дел од овие луѓе кои што работат како девелопери и така натаму на овие блокчейни се буквално платени во криптовалути, во матичната криптовалута на која што работат. Така, што значи дека ова не е табу тема, ова е веќе сосема нормално и тоа ви покажува дека се повеќе и повеќе имаме они оф-рамс каде што овие луѓе нормално треба да може да го променат ова за да го користат, така. Така да се повеќе и повеќе станува нормала да се користат криптовалути за плаќање на секојдневни нормално работници, а и високи представници како што видовме. Сега, следниот, да речам, тип на корисност е крајно негативен. Ние постојано сме зборувале за ова, имаме неколку видеа направени од CBDC. Само запишете на мојот канал CBDC и би ви препорачал да ги погледнете овие видеа, затоа што детално објаснуваат за тоа колку страшно е ова што моментално го спремаат централните банки преку имплементирање на CBDC, односно дигитална валута на централна банка. Што тоа представува? Значи во денешно време вие имате систем во кој што централната банка мора да испринта пари, кои што потоа ги позајмува на комерцијалните банки, кои што вас ги даваат за уште повисока камата и вие ги користите. На тој начин централните банки внесуваат пари во економијата, се разбираме. Сега, на тој начин они имаат пак и некоја контрола, затоа што не може туку така само да испринтаат колку сакаат. Значи мора да има соодветни одлуки за сето тоа. Нормално најчесто и владата е замешана, секоја држава си има различен систем во однос тоа кој се е замешан во притајањето на пари, но најчесто централните банки треба да бидат значи целосно отцепени од извршената судската и останатите власти, иако тоа реално не е. Просто пример видовме како Централната банка, тоест Федералната резерва на Мурика сега одлучи да даде 0,5% снижување на каматните стапки, што е буквално монетарната политика за која што сега зборуваме, и тоа пред самите избори, кои што нормално знаеме дека е со цел да направи луѓето да се очекуваат дека еве економијата тргна, значи стварно демократија прават нешто, но да го трнеме тоа на страна сега. Она што е најбитно од целата оваа ситуација што е? Кога ние ќе го извадиме ова принтање на пари, прво, ја даваме единствената контрола која што некогаш сме имале врз некаков тип на средство кое што може да го користиме за секојдневна употреба за купување и продавање. Зошто го велам тоа? Кешот не може да биде следен, или ако може е многу тешко. Значи не е едноставно вие да следите банкноти. Скоро невозможно е, се разбираме, затоа што многу лесно овие банкноти се губат низ системот. Така. Разликата е во тоа што моментално овие светски влади разбраа дека можат и тоа како некоја минимална слобода да ви го елиминираат. Покрај тоа што ве крајат постојано со инфлација, значи они сега сакаат и оваа последна трошка на децентрализација, на моќ која што вие имате над вашите финансиски средства да ви одземат. Затоа што сега сакаат сето ова да го заменат со CBDC, односно дигитална валута, каде што ова принтање на пари ќе биде целосно изземено.
Значи едноставно веќе нема да постои, се разбираме. Наместо да треба да има дозвола, па документи, па значи треба да се организираат сите овие гувернери, да се договорат колку, како ќе испринтаат, нели и така натаму, сега веќе потребно е само едно копче. Со едно копче они може буквално во овој момент да испринтаат колку сакаат. Затоа што има целосна контрола. Тоа е она што мора да го разбереме. Значи крипто и блокчейн технологијата се децентрализирани и затоа овде ќе имаме една мала табела која што сакам да ви ја представам, чисто да ви стане јасно која е разликата. Значи CBDC, односно дигиталната валута е целосно поседувана од банката. Само банката одлучува колку ќе има во оптек и во било кое време може да зголеми или намали количината на пари во овој систем. И претходно беше исто, разликата е во тоа што процесот е многу долг и комплициран и најчесто потребно е многу време додека истиот земе ефект. За разлика од тоа, сега имате буквално една секунда вие принтате 10 милиони евра вредни денари и ги пуштате во циркулација. Се разбираме? Толку им е потребно. Значи замислете која е катастрофа. Они до сега успеа да направат пуздер од зборон целиот свет, не само Македонија. Значи не постои, знаете и сами, многу пати сме објаснувале, погледнете ги видеата за CBDC, земја која што досега не успеа да девалвира својата валута барем 99%. Зборувам барем 99%, затоа што моментално фунтата од Англија е девалвирана 99,9% од својата првична вредност 300 години наназад во 1700, да речем. Така. Значи, еве, земете, видете и ќе видите дека на вистина сите они кои што земале своја контрола и одлучиле дека ќе принтаат колку сакаат пари, секогаш тоа го злоупотребиле. И сега замислете, они така успеале да девалвираат оваа валута 99%, сега замислете да им дадете уште поголеми права да можат колку сакаат, кога сакаат да принтаат. Со едно копче. Мислам, размислете, така. Додека за разлика од тоа, криптовалутите не можете тоа да го направите, затоа што се децентрализирани. Никој нема уникатно право да принта, се разбираме. Дури и тоа да се случи, мора сите или барем поголемиот дел од оваа заедница која што поседува вакви валути, да одлучи тоа да го дозволи. А зошто би одлучила тоа да го дозволи? Автоматски кога вие дозволувате да се произведат уште повеќе од овие, да речем, валути кои што ги поседувате, вие сами себе си ја намалувате вредноста на валутата која што ја држите, така? Што значи дека вие ни по точка разум не би дозволиле да се испринтаат уште валути. Прост пример за тоа е буквално биткоин. Значи моментално имаме така речено правило дека нема да има никогаш повеќе од 21 милион биткоини. И тоа може да се промени, верувале или не. Доколку успеат да ги натераат сите овие мајнери да се синхронизираат и самите практично да си пукаат у палец, односно да дозволат да се зголеми овој број од 21 милион на повеќе, значи тоа и ќе се случи. Но зошто би го направиле тоа? Посебно кога станува збор за ентитети кои што имаат огромна количина на биткоин. Нив им одговара да има помалку биткоин, не повеќе. Тоа е моќта во децентрализација. Алчноста на човекот е таа која што го чува овој систем од неконтролирано принтање, што ние веќе го видовме ефективно со кеш, а сега ќе го видиме уште полошо кога ќе им дадеме ќе им дадеме, не прашуваат, они тоа го прават. Односно, погледнете. Ова е моментално од Atlantic Council, значи може да видите многу јасно, многу лесно се наоѓа, CBDC Tracker, каде што се гледа колку земји во овој момент, значи ово е денеска направено, 22 септември, 134 земји моментално активно развиваат CBDC дигитална валута. Со тоа што 3 се веќе лансирани, и тоа ако не се лажем овдека се шведската круна, јенот од Кина и некој, не знам кој само го, ако не се лажем беше Бахама, со нивниот Ocean Dollar, или како се нарекуваш таму, не знам. Значи тие се мислам 3. 44 се во пилот, значи тоа е веќе ефективно пуштено во употреба, драги мои, исто како во Европа, каде што веќе ефективно е пуштено во употреба. Сега моментално само користат период во кој што треба да видат како се до тоа ќе се интегрира, затоа што најчесто е тешко да се интегрира во систем кој што 2000 години наназад користел кеш, да нема кеш, се разбираме. Така да 44 е 1/4 од вкупната количина на земји во светот моментално се во пилот фаза. Тоа треба крајно да ве плаши. Затоа што на овој начин вие и она последна трошка која што ние имавме до сега на некаква си значи не може да ви го земат кеш, како ќе ви го земе кешот? Да дојде и да ви уапсе, само така може да ви го земе кешот, така? Значи кеш е нешто што сте можеле да го користите макар и да сте против владата, така? Значи макар и владата да ви е најголем непријател и понатаму може да користите кеш и да немате проблем, така?
Уште еднаш, значи, ќе напоменам, изрично е битно да ги погледнете видеата за CBDC за да бидете свесни што ни се спрема. Значи мораме барем да бидеме свесни за тоа што доаѓа пред нели нормално понатаму да практично пробаме да направиме нешто, но пак ќе ви кажам, никој нас не прашува, нема сигурно никој доди со табла по улици да вика CBDC, не, значи еден ден вашите дигитални верзии на пари ќе ви бидат едноставно трансферирани во блокчейн и никој никогаш нема ниту да ви каже сега зошто го велам ова. Се сеќавате на тоа свињата што ви објавив, што викаше дека 0,5% на секое влечење на кеш од банкомат. Еве зошто. Сега јасно ви е зошто. За да ве натераат да престанете да користите кеш, за да ве натераат да ви биде непрактично да користите кеш, да нема каде да најдете кеш, за на крајот да речете добра, да е уреду, нека стоа до банка со картичка ќе плаќам. На тој начин ќе дојдеме во ситуација каде што вие сами ќе си дозволиме да едноставно имплементираат CBDC без никаков проблем. Уште еднаш ќе напоменам. Крајно битно е да ги погледнете видеата за CBDC за да ви стане јасно за што зборувам, таму детално со часови во 2 или 3 видеа објаснуваме што истите представуваат и колку се истите негативни. И за крај, знам дека сега моментално не можеме да смениме ништо, она што можеме да направиме да искористиме истата оваа технологија за да го зачуваме својот капитал од овие централизирани дигитални валути. Зошто го велам тоа? Затоа што ниту централните банки, ниту CBDC, ниту центрите на моќ, ниту армијата, ниту полицијата, ниту никој не може да ви ги одземе вашите криптовалути освен вие самите. Се разбираме? Значи никој не може да ги одземе затоа што никој не може да го промени леџерот. Она што е запишано на вашиот wallet е секогаш таму. Само доколку вие доброволно ја дадете оваа фраза на некого, истиот може да дојде до вашите криптовалути или доколку вие сами ги пратите. Затоа велам, едукацијата е начинот на кој што можеме да се бориме против CBDC. А со тоа што поголем, сега пак, јас не можам да ви кажам, ова не е финансиски совет, јас не ви кажам што да правите, јас ви кажам што јас правам, со цел да се заштитам од тоа што гледам дека доаѓа. Само прашање на време е кога CBDC ќе биде реалност и секојдневие. Овие тоалетна хартија во боја, која што јас се нарекувам кешот, ќе остане да биде тоа. Тоалетна хартија во боја, која што ќе се зборуваме на нашите внуци, дека сме ја користеле за да плаќаме и ќе ни се смеа. Ќе видите, слушате ми го зборот. А втора битна работа од целата оваа ситуација е едуцирањето на самите себе си, да разберете колку голема разлика има помеѓу криптовалутите кои што се целосно децентрализирани. Сега зборувам за одредени проекти кои што навистина имаат квалитет и кои што навистина се децентрализирани. Ќе ви кажем многу јасно дека е многу попаметно инвестирање на капитал во истите, со цел да се заштитите од ова што доаѓа. Затоа што сега ако они ви имплементираат 2% инфлација, они ќе можат со едно притискање на копче да ви имплементираат и 30% инфлација во 2 секунди. Како ќе реагирате? Како ќе се заштитите? Кажете ми како ќе купите вие тогаш злато? Или каде ќе го чувате златото, да ве прашам? Така, че уште еднаш, размислете длабоко. Ова е еден од најстрашните работи кои што ни се спрема. Не толку далеку и од ова што моментално ќе го кажам, затоа што и ова е на некој начин целоса контрола, затоа што пак не заборавајте дека лични документи и банкарски сметки кога се целосо, да речам, централизирани и контролирани од еден субјект, во било кој момент може да бидат искористени за да ве казнат. Многу едноставно. Како што може CBDC да биде искористен за да ви ја блокираат сметката во било кое време, затоа што тогаш нема да има мојата сметка е во комерцијална банка, мојата сметка е во стопанска. Генерално е истиот ентитет. Ако овој субјект, односно НБРМ, Народната банка на Република Македонија, има контрола на целиот монетарен систем, затоа што само они имаат право да генерираат нови, така речено, дигитални денари и да ги, така речено, одземаат назад, во исто време имаат комплетно право да ја блокираат вашата сметка во било кое време. Значи во било кое време. Да ја блокираат, да ја замрзнат, да ви ги одзема парите, едноставно да ви ги снема парите, имаат комплетно право. Тоа е CBDC и тоа е нешто што не би го кажуваат. Сега. Втората битна работа која што овдека имаме е лична идентификација. Односно, пример, исто така за лична идентификација, исто така истата земја, Етиопија, Кардано, каде што има договор со кој што на голем дел од своите, да речам, своето население, и тоа почнувајќи од повторно студенти и во оваа ситуација наставници, ќе направат да имаат нови дигитални
лични карти кои што ќе бидат базирани на блокчейн. Сега, разликата помеѓу централизирана технологија за идентификација или пак за така речено монетарна политика е тоа што ако е базирана на децентрализирана како Cardano, кој што сега веќе доаѓаме во ситуација каде што ќе биде целосно децентрализиран, ниту една компанија нема директна моќ врз истиот, значи дека вашата лична карта е заштитена затоа што државата не може да ја промени. Се разбираме, значи она може да ја издаде, но откако ќе ја издаде не може да ја забрани, не може да ја промени и нема да имате потреба да ја променувате затоа што вие ќе имате дигитален идентитет и ќе се знае дека тој човек ќе има таа лична карта, односно тој NFT за лична карта, се разбираме. Сега како тоа ќе биде, останува да видиме, јас лично се уште не сум видел, но многу лесно може да биде користен блокчейн за да се регулира лична идентификација. Без разлика дали е пасош, лична карта, возачка, не знам, чланарина за библиотека, сето тоа може да биде регулирано на блокчейн, каде што вие како еден, да речеме, ентитет ќе имате практично сите овие лични карти на самиот блокчейн или во еден NFT или во неколку NFTs во вашиот wallet и во било кое време нормално ќе може да покажете кои сте, без при тоа да имате потреба од документи, па издавање, па на 10 години, па така натаму. Останува да видиме, ова допрва се случува, но е нешто што верувам дека ќе биде нешто позитивно, доколку е, уште еднаш ќе кажам, на децентрализиран тип на блокчейн како што е Cardano, без разлика, еве на Solana нека биде ако ви е мерак, тоа воопште не е проблем. Само да не биде на централизиран леџер како што е тоа, например, CBDC, затоа што ако они имаат целосно контрола врз вашите пари, замислете дополнително на тоа да им дадете и целосно контрола врз вашите лични документи, кои што во било кое време може само да ги избришат и да немате никакво право, да ги забранат, така, или пак да ви ги замрзнат и вие на следната контрола било каде во аеродром да бидете уапсени, така. Значи буквално тоа може да се случи, да бидеме јасни. Сега, тоа е некаде крајот на денешното видео, веќе е 40 минути, замислите ако требаше уште ова да го обработам. Затоа и денеска одлучив да го направам ова видео во две, каде што првото ќе биде буквално како блокчейн технологијата се користи од страна на, како што веќе кажеме, владеачката моќ во една земја или пак институциите, а вториот е како приватниот сектор, односно каква е комерцијалната употреба во целиот свет на блокчейн технологијата. Тоа е нешто за што ќе разговараме во текот на утрешниот ден, така да се надевам дека уживавте како и секогаш нормално. И нормално за крај, како и секогаш оние кои што се нови на нашиот канал, би им препорачал да погледнат тоа прво видео на врвот на нашиот канал на YouTube, каде што ќе може да се запознаат со се што имаме на нашиот канал и каде може оваа содржина која што им е потребно да најдат, затоа што имаме повеќе од 1100 видеа. Така да станува збор за екстензивна материја, би им препорачал да го проследат ова со цел да им стане јасно што и каде може да најдат нашиот канал, додека дополнително, значи за сите оние кои што се веќе дел од нашата Patreon заедница. Значи дојдевме до ситуација каде што имаме 22 членови кои што моментално се дел од нашата Patreon заедница, како што кажав, значи нормално сите македонци понатаму ќе ја добиваат нашата материја бесплатно. Сега моментално за оние кои што сакаат да ни помогнат малку повеќе, односно кои што се дел од оваа Patreon заедница, ќе гледаме да направиме посебни привилегии кои што ќе добијат, да речам, одредени плусови за тоа што ни помагаат финансиски за да го одржуваме нашиот канал. Со тоа што гледате дека прво овие содржини, еве денеска е 2:30, значи за некои 20 на минути ќе се најде во рацете на оние кои што се дел од нашата Patreon група. Повторно, значи сето ова е достапно за сите македонци бесплатно, но нормално мораме да им дадеме некакви привилегии на овие луѓе кои што навистина помагаат во нашата работа. Исто така може да видите дека на самата група сега за сега има само еден чат. Понатаму ќе направиме соодветни различни чатови во однос тоа што се разговара. Гледате дека активно се комуницира со нашите членови, се обидувам да одговорам на сите оние кои што моментално практично поставиле некакво прашање, така да градиме една приватна заедница повторно, не дека ви изолираме останатите и останатите ги гледаме да ги инволвираме, но сега за сега нормално морам да дадам привилегија, односно да дадам посебно внимание на оние кои што ни помагаат да го ставиме каналот на следното скалило, односно да го напредиме. Сега, знаете и сами како што веќе ви кажав, значи ова го напоменав чисто да имате во предвид, од почетокот на следниот месец ќе почнеме со нов режим на работа. Видеата ќе бидат снимани преку ноќ, како за македонскиот, така и за англискиот канал, кој што ќе почнеме да го работиме нареден месец. Веќе се работи на маркетинг делот на самиот англиски канал, односно нели она банери, логоа и така натаму, тоа е Криптославија, кој што веќе го поседуваме, но нема време да работам на него активно. Сега веќе со тимот е сосема друга ситуација. Во текот на вторник ќе биде исто така снимен овој подкаст, а тоа е подкаст со каналот Пари. Веќе ви покажав во вчерашното видео, тоа е
буквално ако запишете на YouTube само пари на кирилица, ќе го најдете каналот, значи македонски, не може да го промашите, или пак pari.com.mk, каде што бев поканет да бидам дел од дискусија за регулатива во Македонија. И искрено да ви кажам право, сум екстремно искушен да стварно им кажам колку може они реално да регулираат крипто и дали може тоа да го направат, но еве ќе се воздржам, треба да бидеме цивилизирани, треба да бидеме нормално насочени кон едукација, така да ќе бидам што по нормално конструктивен. Јас ќе застапувам страната на крипто, ќе зборувам за тоа нели што е криптотехнологија генерално, односно на да речем оваа група на луѓе кои што следат каналот Пари, ќе гледаме да им објасниме на најпрост можен начин што е крипто, што се централизирани, децентрализирани мрежи, така да ќе биде доста едукативно, посебно за оние кои што се нови во овој сектор. Ќе гледам да видам што можам по нормално едноставен во моите објаснувања. И како и секогаш за крај во секој од нашите видеа, прво може да најдете содржина за тоа што зборуваме во самото видео, односно практично во кој дел од видеото може да проследите што, за да не мора да гледате целото видео. Како што веќе кажав, во дескрипцијата може да најдете и Patreon membership, како што веќе кажав, значи буквално ако кликнете или пак на самиот Patreon, ако запишете CryptoGamidžија, многу лесно ќе го најдете нашиот канал. Дополнително овдека и понатаму остануваат Купи ми кафе апликацијата, тоа е ова, како и блокчейн адресите кои што ги користиме за собирање на добротворни цели. Сето оно што е собрано и понатаму ќе биде дадено на македонскиот народ, на оние кои што им се најпотребни. Веќе до сега направивме 2 вакви добротворни акции, така да и понатаму доколку некој сака да не награди за нашата работа, а не сака тоа да го направи во облик на платено членство, значи тоа е како да сте платиле вестник практично, може да го направи тоа на овие адреси, каде што ние транспарентно и на оваа апликација ќе покажеме се што сме добиле, гледате и сами да сите овие пари ќе бидат пренасочени кон одредена македонска кауза која што е најпотребна во тој момент. И нормално за крај, значи под овие може да ги најдете и социјалните мрежи на кои што може да следите нашата работа. Има многу дополнителни информации кои што ги споделуваме надвор од овие видеа, доколку ги следите нашите социјални мрежи и нашите резервни канали, каде што ја има целата оваа материја, и дополнително Рутуб секогаш од Сабајле одново ја аплодираме целата плейлиста на напредна фундаментална и техничка анализа, сите оние кои што до сега ја пропуштиле да можат одново да ја следат, а ние да зачуваме нашата материја за сите македонци. Така да уште еднаш работиме напорно на практично напредување на знаењето на македонскиот народ во однос на крипто, финанси и геополитика. Ви благодарам за поддршката, оние кои што тоа го направиле финансиски, навистина ви благодарам, на тој начин ќе можеме да го одржиме овој канал, да го дигнеме на следно скалило и да бидеме, да речам, независни со прилив, за да можеме да се фокусираме целосно на крипто работата. За другите ви благодарам на поддршката што го следите нашиот материјал и се гледаме во утрешното видео, каде што ќе го проследите вториот дел од во оваа ситуација блокчейн технологијата во реалниот свет. Поздрав од CryptoGamidžија.